На терен се почеста политичката дискриминација, но во процедура, односно пријавен случај во источниот дел од државата се уште нема, алармира невладиниот сектор. Лицата кои поради своите политички ставови се дискриминирани не пријавуваат, бидејќи се плашат од дополнителен општествен линч. Новој тип на ранлива категорија, која е регистрирана во последните неколку години, на удар е младата популација. Исто така е многу застрашувачки што помеѓу младите се појавува вид на индоктринација во политичките партии, па наместо тие да се занимаваат со нешта кои што ќе им помогнат понатаму да креираат својата сопствена иднина надвор од политичките партии, всушност се внесени внатре во некој вртлок во кој што не знам дали ќе можат понатаму да можат да се снајдат во општеството на начин како што ги индоктринираат политичките партии. Во новиот закон за заштита од дискриминација ќе се воведе и политичкиот линч, посочуваат од општинското тело за заштита од дискриминација која е формирано од неодамна. Законот како основ за дискриминација го наведува и политичката определба, односно не политичка определба, веројатно сега со новиот закон ќе биде сменет тој термин, претпоставувам како политичко убедување, бидејќи не мора секогаш граѓаните да бидат членови на одредена партија, пак да се чувствуваат дискриминирани, доволно е да имаат одредено политичко убедување и да биде евентуално тоа причина за дискриминација, така што ќе се веројатно и тоа ќе се направи во новиот закон. Истражувањата и анализите на терен укажуваат дека политичката дискриминација е наизастапена при вработување во јавната администрација.